Добар ден во дневникот во 16:30 на Канал Плюс. Имавме топол летен ден исполнет со случувања, за кои ви информираме веднаш по кратката најава. При крај е пробивањето на пристапен пат до Брана Речани. Општина Кочани подготвува тендер за изведувач на градежните работи на самата брана. Изменетата клима налага измена на земјоделските култури. Овоштарите во Пијанечко од доминантната слива се ориентираат и на други овошни видови. Гастрономски фестивал во Штип. Вечерва почнува пастрамалијадата, фолклорен фестивал во Истибања, 5-дневна ревија на фолклорни асамбли од 3 континенти. Денес попладне со промоција на маскотата и со надпревар во брзо јадење почнува Штипската пастрамалијада. 3 дена гостите ќе уживаат во штипскиот гастрономски бренд, но на овие високи температури лекарите препорачуваат умерено консумирање и на пастрамалиите и на алкохолот. Вечерва и официјално започнува 8-то издание на Штипската манифестација Пастрамалијада 2015. Според одговорните од општината, подготовките се завршени и што се однесува до нив, Пастрамалијадата може да започне. Значи локалната самоуправа заедно со сите организации, односно сите што се вклучени во организацијата Пастрамалијада 2015, соработа се веќе при крај, поставени се 26 штанда, меѓу кои од нив има 3 винарии, поставена е бината и можеме да кажеме дека слободно може да започне Пастрамалијада 2015. Од јавното предпријатие ИСР дознаваме дека во однос на одржувањето и чистотата на просторот каде ќе се одржува Пастрамалијадата, па и на влезовите во Штип ги имаат завршено своите обврски, а за оние кои несовесно ќе се однесуваат, ќе фрлаат смет на несоодветно место, предвидени се парични казни, велат од комуналната инспекција. Истите ќе бидат казнети, значи по законот за јавна чистота. Казните се движат од 50 до 200 евра во денарска противвредност. Сите угостители кои имаат закупено простор веќе ги комплетираа своите штандови. Велат очекувањата за првата вечер не се големи, но на мислење се дека втората и третата вечер ќе имаат повеќе посетители. Има 30 бориња. Тука најмалку ќе збере 100 души, може и повеќе. Какви ви се очекувања? Денеска солидно, али од утре натаму мислам дека ќе имаме повеќе. Петок, секоја година е така и така, али утре викенд ќе биде фул. Недела исто, повеќе? Да, недела цеца. Како и да е, вечерва започнува викендот со многу музика, конзумирање пастрамајли и она што следува со најпознатиот штипски бренд црно вино, а за оние што преферираат и пиво. Оваа комбинација на високите температури, неочекувани за овој период од годината, според лекарите представува лоша комбинација и затоа препорачуваат умереност. Мислам дека за ова време пивото посоодветно, тоа е добриот дел од сето тоа, меѓутоа алкохолот и еден обилен оброк е сепак не многу препорачливо во комбинација со температура над 25 степени. Внимателно за сите, да нема надпреварување во тоа колку може да се еде, секој да се вклучи самоконтролата и анализата дали треба да зема и колку треба да зема. Во секој случај, доколку има потреба, како и секоја година наназад, вработени во брзата помош ќе бидат во населбата 8 ноември со амбуланско возило, за да помогнат на оние кои евентуално ќе претераат со јадење и пиење. Од друга страна, од секторот за внатрешни работи Штип потсетуваат на измените на режимот на одвивање на сообраќајот на улицата Борис Кидрич. Возилата кои ќе се движат кон наведената локација ќе се пренасочуваат по улиците Партизанска, односно по улица Боливаријана, позади поставената бина. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните знаци и правила и дадените знаци од униформираните полициски службеници како би дошло до непречено и безбедно одвивање на сообраќајот. А воедно апелираме и до возачите на град Штип да ја намалат употребата на моторните возила. За подсетување, вечерва во 18 часот ќе се промовира маскотата на Пастрамалијада 2015 во 19:30 Джиновската пастрамајлија. Музичкиот дел започнува со Јулија, по која ќе следуваат Ванчо Тарабунов и Јордан Митев со групата Академци, а ќе заврши со штипскиот диџеј Дејан Арсов. Викендов интересно и разиграно ќе биде и во Виничко Истибање, каде фолклорни ансамбли од 3 континенти ќе го представат својот фолклор и традиција. Фестивалот годинава ќе започне
во саботата, со тоа што во 16 часот и 30 минути пристигнуваме на сите ансамбли во Истибања, а во 17 часот ќе се одржи заедничко оро на кое што под звуците на оркестарот од ансамблот Китка ќе заиграат сите ансамбли од светот и ансамблите кои што се планирани за да настапат во саботата. Потоа продолжува со големото дефиле низ Истибања, каде што и секој ансамбл се представи со 2-минутна програма. Во 18 часот и 30 минути е свеченото отворење на фестивалот со интонирање на државната химна и поздравен збор од домаќините и организаторите. А потоа и секој ансамбл се представи со 5-минутна програма. Продолжуваме со посериозни теми. При крај е пробивањето на пристапниот пат до Брана Речани. До крајот на годината целосно треба да заврши пробивањето и подготовките за асфалтирање на делницата. Паралелно се работи на втората фаза од проектот Речани, изградба на самата брана. Градежниците кои работат на пробивање на пристапниот пат од местноста Мегдан до двете реки велат дека веќе го слушат џуборот на Оризарска река, што значи дека се близу до целта. Неголемиот дел од работите за пробивање и изградба на патот се извршени, а моментално се работи на кракот кој ќе се поврзе со речното корито. Бројна механизација работи на повеќе потези на патот, а минерите поставуваат ново минско поле на карпестиот дел. Иако времето е мошне топло, силните машини не застануваат. Земените работи се веќе во фаза на завршување, односно 90% према зборовите на изведувачот, Трансмет, 90% од земените работи се завршени. Тоа е еден добар знак дека работите течат според планот и дека до крајот на годината тие целосно ќе завршат работите околу пробивањето и ќе започнат работите околу подготовката за асфалтирање и самото асфалтирање. Паралелно со работата на патот течат активностите и договарањата со градежните компании за изградба на телото на браната, како втора фаза од проектот Речани. Значи, како што знаеме, на повеќе лотови, на повеќе пати ќе се работи ова целосна брана. Првата фаза е овој пристапен пат, втората фаза е изградба на телото на браната. Експроприацијата и во тој дел е завршена и се очекува до крајот на наредната недела да се завршат преговорите, односно да биде отворена првата фаза на преговори со градежните фирми. Тоа значи распишување на тендерот за телото на браната и после 4 до 5 месеци да имаме и изведувач на самата брана, значи паралелно со завршувањето на патот да може да се прават подготовки за изградба на самата брана. Председавачот на Советот на општина Кочани Јордан Димитров во реализацијата на овој проект гледа комплексна можност за развој на овој реон од општината. Овде се работи за тежок терен, непреоден терен и сметам дека ова ќе придонесе за развој на овој дел од нашата општина, пред се за развој на туризмот со изградата на браната, а и овие захвати, како што граѓаните ќе може да видат од вашите снимки, се работи за претежно за шумски појас, кој ќе биде добар и за излетнички места понатаму и за развој на туризмот. Штипските социјалдемократи денес ја обвинуваат локалната власт дека врши асфалтирање на улиците во населба Железничка, без претходно да ја обнови водоводната инсталација. Од ЈПИСР велат во Железничка досега се поставени 1 километар водоводна мрежа и 40 нови приклучоци. Асфалтирањето на улици без реконструкција на старата водоводна мрежа во населба Железничка не го решава проблемот на жителите од оваа населба. Тие постојано се жалат на чести дефекти и слаб притисок, обвинија денес од Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Штип. Дефектите на старите цевки може негативно да влијаат на здравјето на граѓаните. Дополнително, асфалтирањето на улиците без неопходна основа на водоводната мрежа ќе значи постојано оштетување на новиот асфалт при секој дефект, што често се случува. Захариев е должен да им објасни на граѓаните зошто не е направена реконструкција на водоводната мрежа во населбата Железничка и главната линија за оваа населба, иако за тоа има планирани средства во програмата на јавното предпријатие ИСАР. На обвинувањата од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија одговор дадо од јавното предпријатие ИСАР, кој е задолжен за реконструкција на старата водоводна и канализациона мрежа. Само за една година јавното предпријатие ИСЕР има поставено и обновено 4700 метри водоводна и канализациона мрежа, истакна директорот на јавното предпријатие ИСЕР Ангел Бојаджиев.
А што се однесува до железничка, кој нив многу ги боли, тие во железничка не заковаа ниту еден клинец, за разлика од нас, кои овде, ние веќе во Долна железничка ги асфалтиравме целата улица и поставивме некаде 1 километар водовод на луѓето и направивме некаде 40 нови приклучоци. Да ги подсетам дека и во Горна железничка, сега каде што се асфалтира улицата ќе биде асфалтирана за неколку дена, поставивме 4 прекопи, кои 4 прекопи ќе служат за спроведување на новите водоводни линии кои што треба да ги ние приклучиме. Проекција на локалната власт е сите приградски населби во општина Штип да се приклучат на водоснабдителниот систем на јавното предпријатие ИСЕР. Кривична пријава доби 41 годишен делчевчанец заради продолжено кривично дело неовластено навлегување во компјутерски систем. Навлегол во системите во 2 банки, од чии банкомати украл околу 150.000 денари. Имено пријавениот во временскиот период од 20 мај до 18 август со цел за себе да прибави противправна имотна корист во 19 наврати неовластено навлегол во компјутерскиот систем на банки во Делчево, од каде што во 4 наврати од банкомати во Делчево одзел 36.000 денари, додека во 15 наврати во банки и од банкомати во Република Српска одзел 109.286.000 денари, со што се стекнал со противправна имотна корист во вкупен износ од 145.286.000 денари. Во завршна фаза е градската капела во Македонска Каменица. Паралелно се уредуваат просторот кај новите гробишта, а наскоро ќе започне изградбата на пристапен пат кон капелата. Општина Македонска Каменица, втора од општините од крајниот исток, ќе добие градска капела. Во завршна фаза е еден од крупните проекти со кој ќе се реши долгогодишен проблем на жителите од Македонска Каменица, уредување на градските гробишта и изградба на капела. За 15 на дена ќе заврши уредувањето на капелата, а наскоро и ќе биде пуштена за употреба, најави градоначалникот Дарко Митевски. При крај се градежните активности на еден проект кој што беше долгогодишен проблем на граѓаните на општина Македонска Каменица. Тоа е уредување на градски гробишта, изградба на градска капела. Инфраструктурните активности се при крај. Очекуваме дека за 10 до 15 дена целосно ќе биде завршена капелата, пошто ќе следи предавање на јавното предпријатие и управување од страна на јавното предпријатие. Со ова долгогодишниот проблем на граѓаните на општина Македонска Каменица и согласно и имплементирањето на закони за гробишти за погребални услуги ќе биде разрешен. Ќе следи една фаза за изградба на нов пристапен пат, заради тоа што овој пат не е во многу добра состојба. Ќе следи изградба на нов пристапен пат со што ќе биде целосно заокружен овој проект. Вредноста, значи, проектираната вредност е некаде околу 15 милиони денари. Ќе видиме колку од нив ќе бидат реализирани до крајот на завршувањето на проектот. Фирма изведувач на овој проект е Хит градба од Македонска Каменица, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Македонска Каменица. Производството и откупот на сливи во Пијанечко само делумно ги даде очекуваните резултати. Агрономите советуваат земјоделците да вложуваат повеќе во други овошни култури кои успеваат на подрачјето на Пијанец. Иако временските услови годинава не беа на потребното ниво за производство на слива, сепак приватните производители, како една од најголемите фирми во истокот, лидер во производството на овош и зеленчук, Рудине, со успех го завршија откупот. Годинава беше изузетно родна. Некаде околу 750 тона се откупени од приватни лица и од наши кооперанти и цирка околу 800 тона од собствено производство. Иако временските услови не беа погодни, имаше изузетно големи временски осцилации, температури високи, со оглед на условите кои беа, успешно е завршена целата година. Оние производители кои спроведоа добра агротехника, кои имаше услови за наводнување, сливата беше со екстра квалитет. Додека другите кои беа на суви површини, поради сушата, сливите не беа доста квалитетни. Сепак поради потврлањето на родот, особено на насадите на Рудине, спасот ќе се бара во нивна модернизација. Кај приватниците пак вниманието, велат агрономите, треба да биде насочено кон подобрување на квалитетот на произведената слива. Негде за 30% не е помал родот од наведените услови. Цениме и работиме на тоа да ставиме капка по капка, дел од насадите веќе ги имаме. Тоа е препорака и за приватниот сектор, и бидејќи тоа е едино
можност за иднина. Спас фактички гледаме во условите и модернизацијата на насадите, за да може човекот да биде безбеден и да може да има да очекуваниот род да го собере. Ние мора да се научиме да береме квалитетно, бидејќи како ја береш, стави се од другата страна да купиш сливата, да бидеш задоволен, не да продаваме на луѓето. Мислам дека ако го направиме тоа, ќе добиеме цена. Ние цените ги губиме во нашиот неквалитет. Пијанец е идеално место за развој на овощарството. Покрај сливата, производителите треба што повеќе да вложуваат во насадите на вишна и малина, велат агрономите, но и од Рудине. Пијанецот има идеални шанси, имаме прекрасно место за капини, мислам за вода дека се наводнува, прекрасно место за малини. За вишни веќе нема што да збореме, тоа е докажано, за сливи да не правиме обет. Ние почнуваме годинава со еден проект за садење на капина и на малина. Фактички на производи кои се повише барани на пазарот и кои носат повисока цена. Они барат повеќе трудоинтензивна гранке, бара повеќе труд, бара повеќе време, али во секој случај носи после и поголеми бенефити. Ако сезоната на сливата беше поидеална, следува онаа на зеленчукот. Каков тука ќе биде ќарот на земјоделецот, ќе покажат финалните анализи. Унгарија почна да крева ограда и долж границата со Хрватска за да го пресече дотокот на мигранти и веќе распоредила стотици војници и полицајци. Орбан прецизира дека оградата ќе биде завршена во кратки рокови. Треба да ги спроведеме истите мерки како долж српско-унгарската граница, рече Орбан, додавајќи дека во моментов 600 војници работат на оградата и дека денес треба да бидат испратени уште 500, додека пак за време на викендот се очекуваат и нови 700 војници. Цунами го достигна денеска крајбрежјето на Јапонија, посилниот земјотрес во Чиле. Бран со височина од 70 см стигнал до североисточното крајбрежје на Јапонија во реонот на градот Куџи. Претходно бран со височина од 40 см го достигнал северниот остров Хокаидо. Според синоптичарите, височината на цунамито може да достигне и до 1 метар. Соединетите држави соопштија дека ќе отворат тактички и практични разговори со Русија за соработка во воени акции против исламската држава во Сирија. Сепак, како што соопшти портпаролот на Белата куќа, Џош Ернст, Вашингтон и натаму инсистира Русија да не се обидува да ја поддржува владата на сирискиот претседател Башар ал Асад. Русија распоредува голема воена сила во западниот дел на Сирија. Германската компанија Mutanox одбила да им продаде на унгарците меѓу 9 и 10.000 ролни бодликава жица. Унгарија сега ќе мора жицата да ја купи од кинеска компанија. Доколку им ја продадале на унгарците тие на бодликавата жица ќе заработеле неколку стотици илјади евра. Унгарија веќе крена ограда долж границата со Србија, а денес се работи на оградата на делови од границите со Хрватска и со Романија. Во јапонскиот парламент изби тепачка околу дебатата за тоа дали јапонската војска треба да оди во борба надвор од својата земја прв пат по неколку децении. Причината за насилството е што дел од пратениците не сакаат јапонските војници да одат на боишта каде би ги штителе интересите на своите сојузници, дури и во случаите кога нема директна закана за Јапонија. Јавноста во Јапонија пак смета дека актуелната ситуација е во интерес на земјата, а веќе беа организирани и мали протести против предлог законот. Во недела ќе се одигра редовното 7 коло во првата македонска фудбалска лига. Фудбалскиот клуб Брегалница средбата со Младост Царев двор ќе ја игра утре на стадионот во Кочани, поред тоа што во недела на стадионот ќе играат Осогово и Слогавиница. По победата на Металург Брегалница во битка за нови 3 бода. По заминувањето на Владко Костов, Штипјани неколку седмици бараа решение на клупата и тоа го пронајдоа во Јакимовски, кој веќе од ова 7 коло ќе го предводи клубот додека Игор Стојанов останува помошен тренер, а Александар Митрев тренер на голманите. Србија и Литванија денес со почеток од 21 часот ќе играат за пласман во финалето на Европското првенство и место на Олимпискиот турнир во Рио де Жанеиро. Шпанците со победата над Франција од 80 спрема 75 во финалето го чекаат победникот од овој надпревар. Овие две репрезентации имаат долга историја на меѓусебните дуели. Ривалството датира уште од времињата на поранешните држави СФРЈ и СССР, а кулминираше во финалето на Европското првенство во 1995 година. Последниот меѓусебен меч Србија и Литванија го имаа пред 2 години,
на Европското првенство во Словенија. Во првото коло на турнирот србите славија со 63-56, а литванците и покрај тој пораз стигнаа до финалето каде загубија од Франција. Ова е се во првото издание на Дневникот. Вториот Дневник е во 20 часот. Поздрав од дежурната екипа на Канал Плюс.